Добро утро, почитувани мои гледачи. Добре дојдовте во ова петочно издание на емисијата Утренски пулс, посебно во делот каде што имаме гости во студијата или кога обработуваме некоја тема. На 2 дена сме пред големиот христијански празник Прочка, токму затоа овде заедно со мене во студиото се тројцата свештеници кои што редовно ги имаме во нашата телевизија кога станува збор за големите христијански празници. Меѓутоа, како што е веќе редот и како што вие добро знаете, секогаш пред да започнеме со разговорот од нашите тројца свештеници и ова утро ќе имаме чест да ја слушнеме Оче наш. Повелете. Во името на Отец и на Светиот Дух, амин. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што ги проштаваме и ние на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави нас од лукавиот. Амин. Во името на Отец и Син и Светиот Дух. Амин. Амин. Како што на самиот старт најавив, 2 дена недели од големиот христијански празник Прочка, односно позната помеѓу граѓаните, ден кога се простува и кога треба да имаме очистување на духот и телото пред се да го спремаме за 40 великденскиот пост кој што ни следува. Еве, Отец, мите бидејќи сте овде прв до мене, кој е суштинското значење на Прочка? Значи, мотото на целата христијанска филозофија се состои во спасение и еден живот на христијаните. Тука е припрема за вечноста. Во таа припрема за вечноста Христос Господ го заменил стариот закон со нов закон, со Христов закон, затоа што ние сите сме охристовени по природа, меѓутоа сите не сме крстени, нели? Во сите религии скоро постои закон на Прочка, меѓутоа со законот старозаветен, на библискиот закон на Стариот Завет и библискиот закон на Новиот Завет има една сериозна разлика. Старозаветниот закон, значи, кажувал, ако некој ти го изваде окото, и ти треба да му го извадиш окото, односно, познатата теорема око за око, зап за зап. Апсолутно, што не соодветствува со Христос. И за тоа, можеби, таа беше единствена причина за неговите од родот еврејски да не го прифатат прво како учител, од првен го прифатија, после го откажаа, а особено да не го прифатат како второ лице од Света Тројца, како Бог, од троединиот Бог, од троединиот Господ, слегнат на земјата, попримал човечко тело за спасение на сичкиот човечки род. За спасение тука на земјата и за после овој живот уште еден кој е вечен. Значи, главното мото сакам да кажам дека особено на христијанската црква, на новозаветната христијанска црква е Прочка еден спрема друг. И затоа, кога беше се Оче наш, нели, рековме, како што ние ги проштеваме на нашите должници, односно греови, така и нас да не ги простат долговите, оние кои што не имат долгови, односно кои што имат греови. Ова значи дека не може да се толкува пак стариот закон дека злото треба да се врати со зло. Туку напротив. Христос вика, ако некој ви удре по десниот образ една шлаканица, вие треба да му го завртите и левиот, за да може и другата страна, нели, за да може да го прекинете злото. Во тоа може би беше и сета нееднаквост на Христа со нивниот закон, кој што во добар дел он го поприма, како што се 10 Божи заповеди, ама во некои работи не го поприма и од таму, од таа причина, значи, христијанската црква установила пред да почне постот, установила неколку недели припремни. Првата недела е неделата на Митаро и Фарисејот, нивната молитва каква треба да изгледа. Едниот се моли, значи, Боже, прости ми, јас сум многу грешен. Другиот па вика, Боже, јас не сум како тој што се моли, односно, јас сум
чесен човек, праведен, таков, онаков, свалицкав се фали. Тоа значи една од неделите која што е главен пример за како ние треба да се молиме во Светата Црква и воопшто. Вториот пример е пред оваа недела што помина, значи тоа беше неделата на блудниот син. Станува збор за еден син кој што нели го потрошил имањето на својот родител и отидел во тугина и така натаму. А сега оваа недела што ни предстои, значи пред нас, таа е неделата на прочка, односно така позната прочка кај нас, и таа недела многу значајна е, бидејќи, реков, сета суштина на христијанското верување е еден добар дел од темелите на нашата христијанска вера е прочката, да си простуваме. Кој не простува, не може да му биде простено. Значи, мора да бидеме самокритични и, како што јас во мојот жаргон велам често пати, кој сака да го види греот во другиот, нека го стави огледалото на себе, и ако му е раскршено огледалото на многу парчиња, ќе види колку и он ликови има во тоа огледало. Како што луѓето имат према нас многу ликови, нели, во маски, во нели разни ликови, разни изданија, така и ние истите сме, значи само можеби во друг вид, во друга состојба, и затоа кога некој ни прегреше, не треба право, значи готово, ние повеќе немаме работа со него. Не е така. Мораме да продолжиме да живееме со него и ако он виновен, да му подадеме рака, да се простиме. Убаво е. Особено да побараме прочка од тие што сме се скарали. Па и не мора да е на прочка. Имаме и секој ден е прочка, ама оваа недела како оставена за таа намена. Отец Ѓорги, што е многу важно во недела, прочка секогаш се паѓа во недела, зошто е важно да се посети црквата токму на тој ден? Па, видите, најпрво сакам да ги поздравам слушателите на телевизија канал А1 и да кажам зошто е тоа важно. Важно е бидејќи прочка, самиот збор, тој е стар македонски збор кој значи простување, доаѓа по тоа што во таа недела во нашата црква и во православната црква се чита Евангелието. Ако им ги простите гревовите на луѓето, и вам ќе ви опрости вашиот Отец небесен. Ако не им ги опростите, и вам нема да ви ги опрости вашиот Отец небесен. Ово Евангелие, според Матеј, доаѓа веднаш после молитвата Оче наш кога Исус ја кажува и нагласува, како што нагласи и Отец Димитар, значи, ако ние не им ги проставаме на луѓето нашите нивните греови, Бог нема да ни ги прости. Ставено е во молитвата Оче наш, поради тоа секој ден, а секој ден сме должни да ја молиме таа молитва, уште во едно издание на првата црква на апостолите, така наречено Дидахе, наука на 12 апостоли, е било речено најмалку секој ден молитвата Оче наш 3 пати на ден да се моли, наутро, на пладне и на вечер. И стално да не подсетува, тоа најглавното е во таа молитва што треба да им проштаваме ние на нашите должници. Кои се должни? Тие кои ни прегрешили нешто, да им опростиме, бидејќи и Бог нам ни опростува сите греови. Колку и да сме сгрешили, ако се каеме и ако го молиме, Господ ни опростува веднаш сите греови. Така и ние, значи, треба да ги проштаваме. Ако некој не оди во црквата, он не може таа порака да ја слушне. Сигурно дека ние сме обавезни да се читаме Светото писмо и дома, ама кога Светото писмо се чита во црквата, се слуша, има многу поголем ефект, бидејќи Светиот Дух делува во заедницата многу повеќе. Зошто?
Затоа што Христос е кажал, каде се двајца или тројца во моје име соберени, јас сум помеѓу нив. А дома, секој ден треба да го слушаме, али неделата е ден на воскресението Христово, ден да ние дојдеме да го прославиме воскреснатиот Христос. И тука да ја слушнеме таа порака која не подготвува за Великиот пост. Великиот пост е благословено време за нас христијаните, зашто? Затоа што Светата Црква не повикува на молитва и пост, како што Исус Христос рече на таткото кој што дојде му го излечи синот кој беше фатен од нечиста сила, и апостолите после тоа праша, зошто ние не можеме да го изгоним? Овој род се истерува само со молитва и пост. Тој ѓаволски род, кој постојано нас не напаѓа, ако сме сами, тој ќе не победи. Али ако сме со Христос соединети, а ние најмногу можеме да се соединиме со Христос преку молитвата и постот, воздржување и одхрана. Тоа е најблагословено време и како такво Бог нема да ни го приме и посто и молитвата ако сме ние со некои скарани и остануваме скарани и во време на постот. Тоа не го кажувам јас, тоа го кажува Христос Господ, вика, ако принесеш дар во храмот и се сетиш дека твојот брат има нешто против тебе или ти против него, немој да го принесуваш дарот, остави го пред жртвеникот, оди најпрво помири се со братот и потоа дојди и принеси го, тој дар ќе ти биде примен. Така и ние преку постот и молитвата сакаме на Господ Бог да му се даруваме, а тој после нам ни се дарува многу повеќе. Се предава сами од себе си, своето пресвето тело и својата пресвета крв во светата причест се соединуваме со него. Али најпрво ние исто треба да нешто да направиме, зашто Бог не може да ни ги дадат неговите дарови ако ние имаме затворени срца. Ако ние не сакаме ништо да направиме, ако не сакаме да дојдеме најосновното да влеземе во црквата и да слушаме. Проповедник Михаел, знаеме дека во недела нели е прочка и најчесто помладите, децата на повозрасните или па и бабите и дедовците одат и велат нели прости ми мамо или баба сеедно. Тоа е еден обичај кој што со години се негува и го праваат еве и помладите генерации. Што тоа значи во кругот на едно семејство? Знаеме дека има многу раскарани семејства кои што можеби и со години не зборуваат. Што доколку тоа го направат на прочка, што тоа ќе значи за нив и дали е убаво да продолжи и понатаму во иднина да се негува таа традиција? Како што веќе рекоа моите двајца колеги, простувањето е еден многу важен сегмент во нашата христијанска вера. Да, тоа е, ќе кажам, добра традиција што ние како народ го имаме како празник еднаш во годината. Ама тоа не значи треба да биде врзан само за тој ден. Кога Петар заедно со своите другари беа заедно со Исуса, го праша учителе дали на својот брат да простам до 7 пати. Така може, како што беше со закон прописан. Исус одговори 7 по 70. Кој значи, не можеме ли толку па колку 500 пати на ден да сгрешиме и да простуваме. Невозможно. Значи, секојдневно. Бог на нас секојдневно ни простува. И посебно, брат Мите спомна Стариот Завет, да, таму имаше одредени строги правила, некој ако сгрешеше, имаше пропишено според законот, спрема гревот кој беше направен, такво живинче се пренесуваше како жртва. Но и покрај, значи имаше жртви за простување, жртви за помирување и разни многу други жртвувања. Бог испрати Сина си единороден во овој свет, станувајќи Богочовек. Исус Христос стана еден од нас. Тој страдаше и беше ставен на крст. Значи тој стана помирителна
жртва заситена за секој ден човек овде на оваа земја пред Бога за нас и преку него Бог на сите нас ни ги прости и ни ги простува гревовите и не помирува со себе си. Значи, кога Бог тоа го направи, ние простувањето нема со што било друго да го замениме во нашето секојдневие и во нашиот христијански живот. Да, точно како што ви ќе реков, кај нас е многу раскаран, не само семејството, и народот ни е раскаран. Ако погледнеме во текот на вековите, наназад, нашиот народ е обстоел заради неговата искрена вера во Бога. Значи, простувањето мене ме ослободува пред Бога. Јас знам дека Бог во Исус Христос ми простил. Ако погледнеме Евангелијата, многу примери, ќе земам цариникот Захеј, кој беше намразен во народот еврејски, бидејќи служеше на окупаторската војска, на римјаните, зимаше даноци, неправилно имање и така натаму. Тој човек, Бог му внесува еден копнеш да го види Господа Исуса Христа и средбата со Исуса Христа. Тој доживува едно вистинско обнова, вистинско простување и доживувајќи го тоа простување на неговите гревови, од страна на Господа Исуса Христа вели и половината на мојот имот ќе го дадам за сиромаштијата. Гледате, каде има вистинско простување, таму каде ние си подаваме раката еден на друг, јас верувам, ние веруваме како христијани, јас како личност целосно се ослободувам. Мојата комуникација кон Бога станува искрена, вистината, но истовремено мојата комуникација кон сестрите и браќата исто така станува искрена. Пост ние официјално во нашава црква немаме. Многу оставаме лично на верниците. Не значи дека ние не постиме, но тоа е лична одлука на секој еден верник. Отец Димитар, имаме многу христијани кои што можеби еве и секојдневно посетуваат црковни храмови, меѓутоа и ние знаеме, нели сепак секојдневно се познаваме, Струмица како општина не е толку голема, знаеме дека се скарани со своите блиски. Дали од гордост, дали од нешто друго. Например, кога им зборувате, прости, ти ќе бидеш поголемиот, ти ќе се олесниш душата. Каков е фидбекот од нив, односно, дали може некој христијанин да се предомисли, да ја ослободи својата душа и конечно да прости на оној кој што му сгрешил, без разлика дали тој е помалку виновен или повеќе виновен. И што тоа едно простување би значило, еве, да речеме, за мојата душа, односно за нивната душа? Пред некој ден за простувањето зборував во црквата и така наведов еден пример од едно лично мое искуство, нели свештеничко. Јас мислам дека лично сум разубеден, значи многу значи родителското воспитание, прво домашното и карактерните особини на самиот човек. А има луѓе љути, не ти простува, па не знам што да е. Но викаш, ти си христијанин, ти не смееш така да се однесуваш. Не. Он ми сгреши и готово. Јас, пак ќе кажам примерот, пак мислам така малку невкусен, ама една баба Мара кај мене си исповеда долги години. И треба се причести утре. Баба Мара, на крајот, сега, дали моментално си скарана со некој или имаш према некого нешто, како што кажа отец Георги, ако имаш нели нешто, не смеш да се причестиш, нели дарот мора прво да се измириш, па после да се причестиш. И на баба Мара и викам, баба Маро, дали имаш нешто со некој не си правиш му обед? Она вика, да, викам, не си правам обед со снаата. И ми викам, сега мора, нели, како си одиш од тука дома, ќе кажеш, чедо, јас сум постара, утре ќе се причестам и те молам, иако велам ти си права, она е крива, ја подигнувам така малку, нели, веројатно баба Мара кривата била. Меѓутоа, ја подигнувам за да можам да ја дам поттик, за да се едноставно да се ослободи од таа мака. Това е мака да се со некој да во иста куќа да живееш, да не си правиш мобет, каков е тој начин на живење.
И велам се кјош ки подадеш рака, чедо, јас сакам утре да се причествам, ти барам прочка. Она вика, оче попе, вика, толку ли ти акъло, вика, јас вика на една дојдел тука, кој сум направил, вика, на син ми, се колку, вика, мајки сум тука јас вложила, вика, јас на неа да ја подадам рака, она тука живее, ужива, вика, јас да ја подадам рака, вика, и толку ли ти акъло на тебе, вика, јас да се просмелям, она вика, после ќе ме сгазе. И ми викам, шом така, викам, ти не можеш да се причестиш, Памара. Вика, типа, ако не може да се причествам, вика, не може да се причествам, па кјом кај друг поп, од друга црква кјом ќе се причествам. И сакам да ви кажам дека ипак, значи, сето тоа што го кажав пред малку, првите реченици ми беа многу значајни. Многу зависи и од домашното воспитание. И од личната контрола врз себе си. Значи, она е вистинска христијанка, нели сега така лошо се изразив, она е христијанка, на вистина. Она му благодаре на Бога. Арнома не знаете за благодаре, за добрите дела благодаре, ама за лошите дела не може да заблагодаре. Она само сака добри дела од Бога. И никогаш никаква сопка да не добие. Ами за спасение на незината душа, може би прочката со снаата е многу е важно, многу е она стара жена, може би ние младите, односно тогаш нели бев млад, ние младите можеме во секој момент да кикснеме. Еден удар и готово, нели? Не, те нема повеќе. Ми кој ти гарантира дека после 3 секунди ќе си жив? И она това не може да го разбере дека секој момент е на животот е фала, благодарам. Значи нејзината люта душа, како да кажам, како да се изразам, не знам, нејзиниот капацитет на сознание или не може да го види тоа огледало што велам јас, нели? Не може да се спознае себе си за да може да влезе во душата на друг. Може би, нели, спротивникот е од нашата кавга, ние се скаруваме за многу ефтини работи. Скаруваме за некој лош збор, за некоја псовка, за некоја лоша увреда, дури на суди одиме, со месеци се влече работата, ама или пак за една педа земја, или пак за многу, ама тен блуткави работи се судиме. И судејќи се така, тужејќи се, влечејќи се по судовите, оставаме како што, нели, има наследни болести. Оставаме наследна болест и на нашите потомци. Душевната состојба, да одиш во таа душевна состојба, каква што расправах за случајот, да одиш при Бога, веќе оставаш, ти си одиш, Господ таму знае ќе ти суде како ќе биде, што ќе биде, нели тоа е друг личен пример, лична средба со Бога, ама оставаш и лош пример на своите потомци. За внуци, како ти дута жена, ќе гледат децата некој, јас ќе правам на мојата баба така. Односно на мојата мајка. Да. Тоа се лични примери кои што не може да избегаме, луѓе. Значи не е доволно само црквата или да се чита Светото Евангелие и така натаму, треба, значи да го имплементираме сега, како вика тој нов збор, да се спроведе во живот. Особено дома, од мали нозе. Од мали нозе многу значи ова кротоста, убавината, зашо да се караме. И така да од тие кавги, мислам, доваѓа до едноставно многу оладување на љубовта. И затоа апостол Павле во неговите сети посланија вика, ќе дојде ден кога љубовта многу ќе олади меѓу луѓето. Меѓу браќите оладува љубовта, деца. Меѓу комшиите оладува љубовта. Меѓу сограѓаните оладува љубовта. Гледате, веќе со тие партиите сега проштева и на зборот, јас не треба тоа да го кажам, може би тоа е жива вистина. Толку олади љубовта меѓу нас. Немаме љубов воопшто према човеците. Немаме љубов. Почит никаква. Дека не носта, дека не воде. Во жив пекол, во жива кал во која што не можеме да излеземе. Сакам да кажам дека кавгата, кој ќе сретнеш лош човек, настроен на кавга, често мене пат на улиците нас свештен, апаш. Значи, треба мудро како змија и незлобно како гулаб. Свети Јован Златоуст вика, го гледаш, вика дека е ваклен. Не знаеш, ако го фатиш, може би ако е жежок, ќе ти изгоре. А ако е црн, ќе те оцрне на раците. Затоа мајката му, плюни го, и така помини си. Слушајќи ве само традицијата вели... Ако го плюниш, сакам да кажем, ќе го изгасиш.
Ако го дујниш па готово. Чека това он да го дујниш и да се распале повеќе. Значи за тоа значи треба кога оти црн, нели или ќе то угнаси или што значи плукни го ќе го изгасиш и така натаму. Слушајќи ве, разбрав дека не мора повозрастниот да чека помладите да побараат прошка. Тоа можете тие да го потикнат или први да го започнат, ледот да се раскрши. Заради чест. Инче поубаво е стариот да претрче. Ако му сгрешиле он да претрче, тоа е суштината на таа прочката. Значи да не чекаме тој што ни е нели така сгрешил, ние да море ти трчи кога се трча за Царството небесно или за благодатта Божја, не се, тоа е надпревар. Кој ќе стигне, тој ќе преваре. Односно, кој нели сите на преварот, ама еден добива наградата прва, вториот втора награда, третиот трета награда. Си добиват награда. Ма нели не може сега добие прва награда. Еден добива. Тој што ќе пружа прв прилика, тој што ќе си споте, што ќе каже, јас што направих на тај човек. Ако е помалечок, нели? Пружи му рака, убаво ќе. Можете да, само да се приклучам. И отец Георги што рече дека многу важно е посетата на црквата. Второ, важно е јасно, разбирливо објаснување на Словото Господово. Исус вели, по плодовите ќе ве познаат. Значи, кога родителот познава Словото Господово и знае зошто Господ Исус Христос дојде овде на земјата, прифаќајќи нашето обличе како што ние станувајќи човек како нас, тогаш тоа сознание и искуството на неговата вера во Бога пренесува тоа божествено сознание на своите деца. Кога споменуваше примерот, ми отиде мислата на еден пример кај што го имам читено за едно дете, каде во семејството дедото бил некаде на страна и кога седнувале на трапезата да ручат, на негово едно ќоше му ставале, оти правил вака ронки и така натаму. И еден ден родителите него приметуват, детето седе во ќошето, имало едно дрво големо и глода таму. И татко му го прашува, абе што правиш, синко, те гледам секој ден нешто делкаш. Па вика, правам една паница за кога вие ќе устареете, на вас да ви ја дадам. Значи, ние често кај нас, порано, јас ќе кажам како, например, деца, млади, нивелија, децата ништо не разбира. Не, ќе кажам, децата посебно денеска се сунѓат, тие се гледат, се слушат, посебно внимават односот на нивните родители. И ако дома не се оговара, ако дома не сговора против свештениците, против црквата, то дете никој пат нема да зборува. Ако се негативно се зборува дома, сите тие деца припримат истото. Еден друг пример, враќајќи се еднаш од овде, одејќи си дома, што е монополо таа маленката уличка, децата, тука беше околу 5-5,5 часот поручекот, се враќат од училиште. И надигале, ние ќе победиме, другите не, ние ќе победиме, и се карат по улицата. Што стане? Политиката на место, верата да е дома, да се живее, ние да се изградуваме, да стекнуваме тие духовни навики, да си простуваме едни на други без разлика кој ќе почне млад или стар. Децата се учат уште дома на многу негативни нешта. Тука е, затоа сме тука, ние сакаме на народот наш да помогнеме, да се вратиме на изворот, Библијата, Светото писмо. Така велат еве и социолозите, психолозите, професорите дека како ние постапуваме дома со нашите дечиња, така и тие учат од нас и така ќе очекуваат и во иднина и тие да постапуваат кон повозрасните и кон познатите, меѓутоа и како нели во домот да се грижат за своето семејство. Отец Георги, после големиот празник Прочка ни следува започнување на 40-дневен великденски пост. Што е најбитно при припремањето на сите оние кои што сакаат да го започнат овој пост? Па, како што веќе и рековме, најважното е на вистина да се опростиме. Јас исто така на моите верници им зборувам, не треба да чекате кој е
помалечок, помал, па да дојде да моли за опростување. Туку тој што е добил благодатта Божја, бидејќи да можеш да опростуваш, тоа е најголем знак на љубов. А љубов може да има само тој човек кој се сретнува со Господ Исус Христос преку Словото, преку светите тајни. А тој што не се сретнува не е крив човекот, нема. Човек со празна душа нема што да кажува, нити ба да има сила да опростува. И затоа, како и отец Димитар што кажа, подобро е возрастните. Зошто возрастните? Затоа што и во црквата најголем процент не се возрастни луѓе. Они треба да дадат пример и на младите, дека научиле нешто од црквата, па да се удушеват и младите да кажат, ајде и ние ќе одиме, гледаш како мојот дедо, баба, татко, мајка, што имат љубов и јас ќе добијам можеби таа љубов. Зошто и свети апостол Павле вели, кога би имале вера, чуда да правиме, планини да преместуваме, ако љубов немаме, ништо не сме. Значи, верата сама не спасува, туку љубовта не спасува. Зашто Бог е љубов. Тоа го пишува во Светото Евангелие. Господ Исус Христос од љубов према нас прифати да умре на крстот и ги зеде сите наши греови врз себе. Сите апостол Павле вели, Господ Исус Христос грев постана за нас. Значи колку е страшен гревот, он постана грев. Целиот беше изранет, со рани на лицето, на целото тело од камшикувањето, па прибиен на крст и последната капка крв ја пролија од љубов нас да не спаси. Ако Христос не умреше заради нас, ниеден човек не можеше да влезе во небото поради правителскиот грев, што небото беше затворено. И затоа е многу важно да простуваме, бидејќи простувањето е знак на љубов, дека ние го сакаме Господ Бог изнад се на светот, а ближниот свој како самите себе. И тоа е исполнување, вели Исус Христос, на целиот закон и пророци. Се, ако овие две заповеди ги исполнуваме, возлюби го Господа твојот Бог со сето своје срце, со сето своја душа, со свој разум, а ближниот свој како самиот себе си, ти си го исполнил целото свето писмо, целото наука Божја, целата објава Божја си ја исполнил и тогаш можеме да кажеме дека сме христијани, дека го имаме духот на Христос во нас и можеме да опростуваме. Многу пати некои луѓе ќе кажат, не, тоа јас не можам да го опростам. Јас веднаш им кажувам, има ли нешто поголемо зло отколку што е направено на Господ Исус Христос, кој невин беше осуден на смрт и уште и хулија на него. Ти што го уриваш храмот, ако си син Божи, симни се, па ќе ти веруваме. А Исус не ги колнеше. Отче, прости им, не знаат што зборуват, не знаат што прават. Така треба да правиме и ние, ако некој не навредил, Боже, прости му. Не знае тој човек што прави. Прости му, а и дај ми сила јас да го молам за опростување, ако сум, може би не сум сгрешил со зборови, али може би мисли да сум сгрешил. Али сепак, прости ми, брате, сестро, прости ми што сум те судил во мислите. Не сакам да живеам во единство со тебе. Бидејќи сите ние, зошто ја молиме молитвата Отче наш? Бог е наш татко, ама Бог ќе биде наш татко ако сме ние сите браќа и сестри, ако живееме во љубов, ако сме соединети едни со други. Тогаш и во државата ќе ни биде подобро. Ќе немаме такви поделености, толку омрази. Сигурно дека добро е да има различни програми и нека се преваруваат во доброто, кој повеќе нешто добро да направи за таа држава. Ама во тоа да се плукаме едни на други, да се мразиме, да си сакаме зло, тоа не доаѓа од Бога, тоа е од лукавиот, од дјаволот кој сака да не уништи. И на крајот сами ќе се бидеме криви. Зошто? Затоа што не го слушаме Господ што ни кажува, туку го слушаме нечестивиот, дјаволот кој постојано сее смрт на ова земја. Отец Георги, сега мобец. Отец Георги, нели кажеме, Господ Исус Христос го распна Богочовек. Да. Се надмина себе си, односно, нели, со божанската природа може се да поднесе и така натаму, нели?
И да вземем за пример Свети Стефан. Да. Свети Стефан, првиот маченик на црквата Христова, со камења го врзали, кој как стигне со камења, да те маат со камења, со големи малени камења, да те утепат така. Му светнало лицето и гледа отворено небото и вика: Боже, прости им, вика, на тие мои браќа што ме маат со камења што му убиват, не им го зимува ова за грев. Колку е суштината на ова. И не само тоа, од секојдневието на човештвото има полно примери, светите оци или светите маченици, какви се тоа чудни луѓе, попримали го Христа во себе и он живее заедно со Христа. Тоа што го Христос направил на крстот, и они го истото прават. И да земеме од историјата на човештвото, на паганството. Замислите, браќа, не знам дали сте го сретнале тој момент, филозофот Сократ оден из Атинските улици со некој негов пријател, нели, они носиле огратачи некој за да се спознава како учител, како филозоф од другите. Имало некоја облека посебна како ние свештеници што носиме. И едно дете, некој момче младо, среќавајќи ги, ни друго ни трето, само што ги поминал, се завртува и една убава песница, еден убав бокс му удара во грбот на филозофот, на Сократ. Овој бил нисок така и многу цврст човек, многу здепаст. И сега се завртува, гледа го удара и сега пријателот чека двобој да му врати. А он си поминува и пријател му вика: бе, ништо не вика. И ми вика: јас моето магаре ком ретнува. Вика: што да му правам? Вика: не разбира ништо. И така вика: оно е мое. Моето магаре. Да сакам да кажам дека, значи, кој еден незнабожец, еден паган, можел на едно момче да го спореде со еден така лош пример, меѓутоа не му возвртил. Значи, он колку се надминал себе си. Каква е таа душа да те убаво жегне и да не се завртел и му простил. Одма му простил. Значи, тоа е многу значајно. И друг пример да има сега, ќе искористам прилика, да не беа злоупотребам телевизија. Слободно. Еден грчки, грците имат и добри работи, немат само лоши. Еден грчки, ова каже го крал, Колокотрони, ми чини дека се викаше. Решил еден ден, сега на прочка, да ги повика тие тешките што се во затворите, ама во тешки работи, што најмногу се грешни, најмногу се криви, нели? Според кривицата, нели? И тие што се во тешките сандани, што викаме, нели? Затворени, и ќе приреде трапеза за нив. Ми јадење, пиење, да се усетат и они дека, нели, ќе треба да очекат Великден, баш сега на оваа недела, и направил трапеза, некој убаво време како денешното, направил трапеза, нели, и ги поканува, односно ги зимат тие врзани, ги отврзуват и туруват на трапезата. И заедно со император да јадат. Поминува неговата мајка, кога гледа убијцата на неговиот татко, на татко му, седи на софрата. Лут ли си, сине, шо правиш? Абе, тај вика го убија татко ти тука си ме го турил на трапезата. Бре, мајко, вика, јас не го турих него на трапезата, јас го турих Христос на трапезата, кој што треба да ја спасе душите на мојот татко. Ме разбирате ли какви се, значи, примери има во животот на човештвото, дека треба некој работи, значи треба да се престроиме, не бива. Тоа што го вика едно време русите перестројка, мораме да направиме нешто, луѓе. Иначе тонеме, не знам дали гледате, сантиметар по сантиметар и државата, и црквата, и моралот на луѓето. Тоне луѓе постојаното, никој нема што да каже. Тие филозофите си филозофират, никој не го интересира, сите се затворени во себе си, само си гледат личниот интерес, сите гледат околу парите, нели, да не испушта пари или, сите се сиромашки сега, сите се сега гладни демек, сите се сега жедни демек, глупости. Глупости, до там ли до... духовна храна, жедни, прежедни, не са виделе духовна храна од кога се родиле. Не знаат колку луѓе има непричестени, не знаат, само се крстили и готово, останало вака само со, нели, дури и песната што ја пееме на крштевката, вие што во Христа се крстивте, во Христа се облековте, ама они по нас одма се облечеле. Мислам, таа духовна халина ја се облечеле, духовна облека. Ги повикувам, како што кажа братот Миле, ги повикувам, нели, луѓето, нашите христијани, што секој, нема човек без вера. Колку има вера, да си дое на себе си, фала му на Бога за се. Јадење, пиење и облека, сега ако се плачеме, греота има, нели,
тук там по некој таков пример што треба да помогнеме и треба да се помогне, нели, или пак од болест, не дај Боже, се случува. Ама здрав прав. Нека земе да работи човече Божи. Нема што тука, нема што да се плаче дека немал што да јаде, немал што да пие, немал што да се обуја. Ајде тамо, ој носи малтер. Како сум носил јас малтер? Како овај човек се како носи? И ти ги носиш. Кој те прашува, ако сакаш да имаш се достоинствено, значи јас ги сожалувам само болните, немотните, а овие што се значи здрави, прави, треба да си го заработат лебот, бидејќи апостол Павле вика, кој не работе, нема ни да јаде, не треба да јаде. Каде е правдата? Да, може би проблем. Да не се раскриниме малку во. Не, уште 5 минути имаме да дали нашиот човек, македонец мислам, е открил таа љубов Божја за кој брат Ѓорги спомна. Бог што ја покажа во Исуса Христа. Апостол Јован што вели, некој ако каже верувам во Бога, го мразам братот, каква доста збор употребува. Вика убиец е. Да. Не? Значи каде нема љубов, ќе кажам, нема разбирање. Затоа со овие наши емисии јас себе ветвам на нашите гледачи дека во блиска и би сакал зборуваме и на друга тема. Еве малку да ги разработиме семејните односи. Мислам дека една прекрасна тема на која што ќе имаме многу да зборуваме со вас тројцата свештеници, каде што и вие ги знаете можеби најмногу проблемите во едно семејство, бидејќи вам ви се исповедат, вам ви некако најблиски ве чувствуваат и ви кажуваат каде проблемот, од каде тргнува, па некако да им помогнеме и да си ја олеснат душата. Се надевам дека ќе имате лесен пост за оние кои што постат и дека да повели. Ево така, јас сакав на крајот да речем тоа што рече братот Димитар. Свети Стефан, кој бил иако обичен човек, ама со Духот Христов можел да се моли за своите непријатели, али и денес во црквата имаме такви луѓе, ако земеме што у Сирија колку веќе илјадници христијани беа убиени за својата вера, а и во минатото, сакам да го нагласам, ние сме имали еден свештеник од Стојаков, отец Кирил Аврамчев, кој е осуден од комунистите на доживотна робија, кога бил фатен на тој ден. Еден од тие, така наречен партизан познат Железни, Мито Теменугов, со кондак од пиштол го удира по главата и му почнува крв да тече, а он на колена паѓа и се моли. Се моли Бог да му проста на тој човек што не знае што прави во тој момент. И тогаш доаѓа една баба Марија Джишева, вика, Мито, таа ли ви е слободата што ни ја донесекте? Да убивате, да пролевате свештеничка крв, вика, на мојата порта тука. И така да, после многу години, пред 28 години, ги преместија нашата гробишта во градските гробишта во Гевгилија, беше погребено. Се беше распаднано, само двата прста негови цели стоат, со кој благословува свештенико. И до ден денеска стоат, и тоа е еден знак на црквата, поготово, што тај човек на вистина праведно беше осуден на доживотна робија, ама кога видеа оти ќе умре, го пуштија на 40 годишна возраст, замина од овој свет. Меѓутоа, која е целта сето тоа да го страдаме? Не само за тоа да загинеме и да не снема, туку постоje живот вечен. Свети Стефан, пред да умре, небото го гледаше отворено. И како Господ Исус Христос седи од десна на Отецот и се радуваше на таа убава гледка, веќе значи оде во преградките на Господ Исус Христос за кој го дава животот. Така и сите свештеници и денеска, например и у Париж од терористи беше заклан еден свештеник тамо стар. Сите тие кои го дават животот за Христос, они се маченици за верата и веднаш во небото влегуват.
нивните души. Јас морам да ве прекинам, би меѓутоа времето го наминавме веќе одамна. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Ветувам и верувам дека ќе бидете дел повторно од Утренски пулс, меѓутоа на некоја друга тема, вака да го фатиме малку брачната заедница и семејството, односно вистинските вредности во едно семејство. А се надевам и верувам дека во недела ќе имаме многу простувања, меѓутоа вистински простувања кои што ќе зближаат многу семејства, многу пријатели, многу роднини кои што за жал поради една или друга причина се скарале или некако се изгрешиле. Ви благодарам. Благодарам и ние на вашата телевизија. На телевизијата Канал 1 и на вас, Наталија, што еве не примевте да можеме ова емисија да направиме тука за доброто на црквата, за доброто на сите луѓе. Благодарам уште. Благодарам.